На самиот почеток би сакал да кажам некои занимливости, иако самата проповед ќе биде занимливост. Подлого време не сум имал апокалиптична проповед во врска со актуелните настани. До некаде ти, Рајна, имаш придонес зашто се одлучив денес да зборувам за ова, што ќе го чуеме. Но за тоа малку подоцна. Не сакам ништо да коментирам за несвеченото отворање на Париската Содомијада, како што јас ја нареков, зашто многу што се зборуваше и пишуваше изминативе денови. Само сакам да подсетам дека во големата борба, прочитајте ја целата глава во големата борба во врска со Француската револуција. И кога ќе во таа глава ќе научите, ќе се подсетите, ако сте го читале порано, каков дух завладеал со Франција во изминатите 2,5 века, речиси, ќе ви бидат појасни и оние настани кои што се случуваат во денешно време. Толку за тоа. Во септември, што значи веќе следниот месец, нели? Ке се одржи, обично во септември се одржува, редовното годишно заседание на Обединетите нации. Овој пат тоа ќе биде 79-тото, ако не се лажам. Наводно, според информациите, на годинашното заседание на Обединетите нации се планира, значи следниот месец, да се подпише, значи сите земји. Што ќе биде, ќе видиме. Господ знае. Да се подпише, прво самиот самит е наречен самит на иднината. И на тој самит се планира да се подпише сите земји, членки на Обединетите нации, да стават подпис на еден глобален светски пакт, кој што и него го нарекле пактот на иднината. Наводно, според оно што се кажува, се превземаат чекори што е можно повеќе сите нации во иднина да делуваат хармонично и усогласено во однос на еден куп проблеми. Според мене, ја овако толкувам, уште еднаш, како за многу други скорешни настани, на гјаволите очигледно им се брза. Им се брза. На самитот се вели, кој тоа го вели, не знам точно, не се кажува, дека ќе биде прогласена, а дали ќе биде, не знам, ќе видиме, планетарна вонредна состојба.
наместо до сега секоја земја може да си прогласи вонредна состојба од X причини. Од болести, епидемии, војни, земјотреси, катастрофи и така натаму. Сега планираат планетарна вонредна состојба. Значи, светот заедно, усогласено, да прогласи планетарна вонредна состојба. Баш така. Што ќе биде, не знаеме. Важно, Господ не подсети, уште кога беше на земјата. Ако им ги упати тие зборови на фарисеите, ако се сеќавате. Ако знаеме да ги толкуваме знаците на атмосферското време, пример, денес сега се спрема да врне. Веќе грми. Ке врне денес? Добро, и попладне значи денес. Баш и не знаеме, не сме сигурни. Кој е тука, а прогнозираат дека ќе врне? Добро, веројатно се постручни од нас, па да знаат дека со сигурност ќе врне. Иако и тие, да, често пати не погодуваат сигурно. Прогноза, да. Прогноза буквално преведено од јужно-македонски на северно-македонски. Значи предзнаење. Меѓутоа предзнаење треба да имаш сигурно знаење за да биде тоа прогноза, за да биде предзнаење. Ако знаеме да ги толкуваме знаците на атмосферското време, бидејќи на македонски и атмосферското време и хронолошкото време ги викаме време. Во други јазици постои, например, на руски атмосферското време се вика погода. Ако кажеш време е хронологија, значи физичката величина време, што се мери во секунди. Само Господ знае што навистина ќе биде во иднина, блиска или подалечна, а сега сета иднина на овој свет е само блиска. Нема иднина овој свет повеќе. Му дошол крајот или му смрди крајот. Особено по последниве манифестации на содомскава свињарија на официјално ниво. Интересно е што исклучениот од Ватикан, значи од ѕверот исклучен, тоа е голема чест. Значи, сега поранешен римокатолички кардинал Карло Марија Вигано. Се сеќавате последниот пат кога споменав занимливо за него, кажав дека Вигано ја прогласи одлуката за неговото исклучување невалидна, го прогласи судот што ја донел таа одлука, така наречениот дикастериум на Римокатоличката црква, односно во средниот век познатата инквизиција, и судот го прогласил за невалиден и самиот римски папа дури го обвини дека е хомосексуалец и дека е невалиден авторитет. Тогаш реков дека ваквата изјава е рамна на оно што го изјави Мартин Лутер во 16. век и со што започна протестантската реформација во Германија. И постави прашање дали Вигано ќе биде повод за нов
нова револуција во католичкиот свет, во наше време, за нов протест, за ново големо движење, кое што ќе предизвика голема поделба кај првиот звер. Некои потези што сега се кажуваат, откриваат дека може би тоа ќе се случи. Имено, деновиве Карло Марија Вигано ги повика сите конзервативни верници во Римокатоличката црква да се одвојат, ги повика, да се одвојат од лажната црква, да, црквата на Антихристот, почна да врне, добро, погоди ја, значи. И да преминат во катакомбни услови, да станат катакомбна црква. Го употреби тој збор, катакомбна, катакомби, збор што упатува на ранохристијанската историја, кога гонетите христијани, од кого гонети? Од тогаш паганскиот Рим, паганската римска империја, се криеле покрај другите места, се криеле и во така наречените подземни простори, ходници, тунели, наречени катакомби. Некои од нив и ден денес постојат како туристичка атракција во денешна Италија. Не знам дали некој од вас бил случајно до сега во катакомбите. Сте биле во катакомбите? Интересно е да се посети. И некој познатиот артист и режисер Мел Гибсон му даде јавна поддршка на Карло Марија Вигано и тој самиот црквата на Хорхе Берголјо ја нарече лажна црква. Има и некои други занимливости за кои што немам време да зборувам, но ќе преминеме на најважното. Што е тука толку важно? Значи, уште еднаш подсетувам. Големата борба, најдете ја главата за Француската револуција, прочитајте ја, ако имате време, и многу што ќе ви биде јасно за денешна Франција, а преку неа за целиот денешен Запад. Имено сестра Рајна ми постави прашање пред 2 саботи, зошто атентатот врз Доналд Трамп го нареков наводен атентат. Се сеќавате? Наводниот атентат. На почеток веднаш да кажам, наводници, кога се кажува наводници или се пишува, кога се кажува наводно, наводен, не значи дека нешто со сигурност тврдиш. Туку само дека се оградуваш, ти се оградуваш, не знам што е точно, само го наведувам тоа што другите го тврдат. Јас тогаш кажав дека ако сакаат да го утепат, ќе го утепа. Да. Меѓутоа, ја не сум експерт, ја не знам што е. Ниту пак сум го истражил во изминативе 3 седмици, целиот случај. Имав видено многу видеа на таа тема.
До сега е познато дека имаше најмалку 3 стрелци. FBI е вмешан. Родителите на 20-годишното момче тврдат дека CIA го најмила. Значи, не велат FBI, CIA, буквално. Истите што го утепа Кенеди. Има тука, значи, каша попара цела, значи, вмешаност на длабоката држава, вмешаност на тајните служби, очигледно, од првиот ден, очигледна беше вмешаноста на FBI, тајната служба. Сите се тие вмешани, ама Доналд Трамп си остана жив и здрав. И ја повторно ќе речем, ја не знам што е, што не е, што е. Некои тврдат дека, ако се сеќавате првата снимка кога се фати за увото, пред да клекне, па некои велат, после тоа раката немаше крв, да речеме дека можеби треба поише време за да потече крвта, ако баш тој куршум го ранил неговото уво, не знам. Некои велеа дека после откако клекнале, некои агенти од тајната служба го намачкале со кетчап. Јас не знам што е точно и ниту е тоа важно. Но нешто што се гледаше уште од авион, уште пред 4 години, е дека Трамп беше тргнат од власт, за да не се расипе неговиот углед со вакцините, со ковидот, значи да отиде, целата бламажа да отиде кај дементниот по тоа прашање, за да сега го токмат да се врати на бел конј. Не само како популарен и сакан председател, тука како нешто многу повеќе, како единствениот миротворец. И не за џабе се кажуваат вести, дека прашање е дали воопшто ќе доживееме ноември оваа година, дали воопшто Соединетите Американски држави ќе доживеат да имаат избори. Зошто? Бидејќи постојат вакви најави по завршувањето на Париската Олимпијада, која што ја нареков Содомијада, се планира напад на НАТО пактот против Русија. Не знам што ќе биде, Господ знае. И дали тоа ќе биде. Се надевам дека нема да биде. Моje лично уверување е дека сето ова е една голема врева, за да што е можно повеќе се втерува страв кај населението, особено населението што не е библиски просветлено и библиски подковано, за да знае што се случува, за да после дојде големиот спасител, единствениот кој што може да спречи војна или ако веќе започнала, да ја сопре и да го обедини светот под една влада и една управа. Да, и некој велат дека Трамп ќе биде антихристот, јас не го велам тоа. Лично не верувам, бидејќи не верувам дека за мене председатели, премиери, министри, тоа се само полтрони. Да, тие се најнизок ешалон на власта. Други се оние што ги влечат конците и носат одлуки зад нив. Како и да е, живееме во специфично време, кога навистина се поставува прашање како ќе изгледа светот до крајот на летово. Да не зборуваме за крајот на годинава, тоа е нешто многу далеко. Не во хронолошки смисол, туку според знаците на времето.
Да ве подсетам дека следната година е 25-та година, јубилејната од мојата ланска проповед. Кога се планираат големи екуменистички настави. Што ќе биде, како ќе биде, не знаеме. Дали заедничкиот Великден ќе биде повод да се прогласи тогаш нова унија, лажна екуменска унија, не само на православната, односно кривославната и римокатоличката црква, туку и сите што го сочинуваат Вавилон, сите екуменисти. Баш ме интересира како ќе реагира на такво нешто Генералната конференција на адвентистите на седмиот ден. По прашање на вакцините паднаа на испит. Иако многу адвентисти завземаа вистинска страна и застанаа на Господова, во одбрана на Господовата вистина и духот на пророштвото. Дали ќе има светска војна, не знаеме. Дали ќе има глобална пандемија на есен, се најавува и таа, не знаеме. Дали ќе има голема блискоисточна војна, почнувајќи од следната седмица, 12 и 13 август. Зошто тогаш? Постои една информација деновиве. Западните тајни служби го предупредуваат Израел. Не знам зашто тие би го предупредувале, според мене израелската тајна служба е број 1 најспособна во целиот свет. Дека Иран планира да влезе во војна против Израел директно, но дека за тоа чека одреден датум. Знаете кој датум? Датумот што го чекаат е, држав своевремена проповед на таа тема, 9 Ав. Што е 9 Ав? Се сеќавате? 9 Ав е 9-тиот ден од 5-тиот еврејски месец. Ав не се совпаѓа секогаш со римскиот месец Август, понекојаш почнува порано во јули. Годинава почнува задутре во понеделник, месецот Ав. До сега се уште трае 4-тиот еврејски месец Тамуз, и тој според паганско-вавилонско божество наречен. Идол, да. Ако понеделник е први, младина, тогаш следниот понеделник е 8, значи следниот понеделник на 12 август е 8, па вторникот ќе биде 13 август, ќе биде 9 Ав. Може да се провери на интернет кога е точно. 9 Ав е датумот кога според еврејското предание на тој еден те ист датум, наводно така се погодило, биле разорени и уништени и првиот Соломоновиот храм од страна на Вавилонската војска, 586 година пред Христа, летото, значи, на 9 Ав, и вториот храм од страна на римските легии во 70-та година од новата ера. Тоа го тврдеше, тоа евреите го тврдат со векови, значи целата еврејска традиција тоа го тврди, дека разорувањето на двата храма се случило на еден ист еврејски датум, на 9 Ав. И тој датум евреите го сметаат до ден денес за најжалосниот, најтажниот ден
во нивната историја. Ден за плачење, за тажење, за пост и така натаму. Понатаму некои еврејски рабини тврдат дека 9 Ав, наводно според нив, е денот кога во времето на Мојсей се вратиле извидниците на светата земја, при што само двајца од нив, значи, кој беа тие двајца, се сеќавате? И Халев, да, или по-еврејски Калеб, Јошуа, Јехошуа и Калеб, го храбреа народот да се влезе, да се освои земјата, бидејќи Господ стои зад нив и Господ тоа го заповедал, откако го дале извештајот за неа. Останатите премлатени од страв и коркачлук, значи 10 други извидници, од сето она што го видоа, потресени од силата, висината, големината на джиновите што ги сретнале. Уплав, едноставно навиваа против Божјата заповед, не да не се влезе, ние сме скакулци, ќе не смачкаат, ќе не сгазат и така натаму. И со тоа свое неверство, со таа своја паника, го заразија целиот народ. И наводно велат рабините дека тоа се случило на 9 Ав. Ова е сакако занимливо, ги кажам овие работи. Не знаеме дали е тоа точно, ниту дали баш двата храма на тој датум биле уништени. И дека наводно Господ заради таа случка со неверните извидници, кога беше одложено влегувањето на Израел во ветената земја за цели 38 години и цела нова генерација, наводно Господ го проколнал тогаш тој датум и заради тоа на тој датум се случиле разорувањата на двата храма. Сето тоа под дебели наводници, значи според еврејското предание. Тоа е сега еден мал вовет. Дали ќе се случи голема блискоисточна војна, почнувајќи, значи, 10 дена од денес? Кој знае? Господ знае. Јас само прашав дали ќе има војна и прашав кој знае. Само Господ знае, точно. Не знае ни ЦИА, ни МОСАД, ни КГБ, ни Ми-6. Тие што и да планираат, што и да решат и да бидат сигурни дека така ќе биде, тоа не значи дека така ќе биде. Само еден знае што точно ќе биде. И само тој еден му кажуваше на пророкот Елисеј, а пророкот Елисеј на израелскиот цар, што планира сирискиот цар не во својот генералштаб или во својата влада, туку во својата постела, што уште пред да ги сподели своите планови со генералите, со министрите, со стручниот штаб, уште пред да ги сподели своите планови со сите нив, што си планира, што си умува во својата постела, тоа израелскиот цар го знае, веќе го знае. Зошто? Затоа што имаше пророк во Израел, Елисеј, кој што тоа исто така го знаел. Зошто? Затоа што Господ тоа му го откривал.
Дали ние треба се плашиме од сето ова? Се разбира, не. Сега би сакал да ви кажам што во врска со овие настани зборува еден друг еврејски рабин. Да ве подсетам дека некаде септември 20 година зборував, мислам 2 пати, на тема Црниот папа и го цитирав еврејскиот рабин Даниел Асор. Таму се спомнува и некои датуми, дека за следната 21 година што требало да се случува и Црниот папа и така натаму, сето тоа нивниот еврејски лажен месија тогаш да се појави, да се востоличи, и сето тоа помина неисполнето и уште тогаш го нареков тоа лажно пророштво, бидејќи самиот Господ за поставување датуми или за информации дека се појавил Месија или ќе се појави ваму или таму на земјата, кажува однапред, не верувајте. Меѓутоа, кога ги цитирам ваквите извори, ги цитирам не затоа што се точни и затоа што тие знаат што точно ќе биде, туку за да видиме што планираат и како планираат непријателите Господови, и на тој начин тоа да ни помогне да разбереме во кое време живееме, колку е часот, со други зборови. А ако Господ ги поремети нивните планови и го продолжи времето на милоста, тоа секако може да се случи, нека му е фала и слава, но до тогаш, тоа може и да не се случи, ние треба да бидеме спремни. Видете како не само еден рабин по име Исер Вајсберг, веројатно ашкеназ, од средна или северна Европа, кој што на своите студенти им предава библиски пророштва и есхатологија, неодамна објавил свое есхатолошко толкување за настаните што моментално се случуваат во Соединетите Американски држави. Именно деновиве гледав една друга емисија, каде што еден стручњак за криптовалути во Америка, мислам Реј Далио или како се викаше, тврди дека во Америка ќе избие граѓанска војна оваа есен, исто така. И сето тоа го споменувам исто како знак на времето. Дали тоа ќе биде или нема да биде, не знам. Лично не верувам, како и за сите овие претходни настани. Но само Господ знае. Видите што вели овој рабин Вајсберг. За мене, вели, е очигледно дека тоа што се случи во саботата на 13. јули во Батлер, Пенсилванија, представуваше јасна и гласна порака пред целиот свет дека што? Дека Господ го избрал, че се него изборови, го избрал председателот Трамп да биде вториот Кир. Кир, персискиот цар Кир број 2, вториот Кир, или, како што евреите го нарекуваат Кира, нееврејски Месија. Значи, некој голем пријател на евреите, на еврејскиот народ, кој што не е самиот евреин. И за најголем таков пријател го сметаат Доналд Трамп. А знаете,
покрај Доналд Трамп, кој друг државник го сметаат, да речеме, на второ место за најголем пријател на еврејскиот народ и плановите на Израел? Евреите кога го сметаат, освен Трампа, за најголем свој пријател? Знаете кој? Може да погоди некој. Владимир Владимирович Путин. Кога беше Трамп председател, 17-та година, мнозина евреи, начело со нивните рабини, упатија јавен повик и до председателот Трамп, и до председателот Путин. Зашто? И тогаш го цитирав тоа. Не, да се премести главниот град. Тоа го направи, тоа се направи, лесна работа. Да, Трамп, во времето на Трамп тоа се направи така. Туку тие двајцата да се заложат да се изгради третиот храм во Ерусалим. Тогаш тоа беше упатено како јавен повик до нив и тогаш им беше кажано на овие двајца председатели да се угледаат, значи еврејските рабини, кои што тоа го повикале, да се угледаат на царот Кир, упатувајќи, значи, на декретите на царот Кир за изградба на Ерусалим и на Ерусалимскиот храм после Вавилонското робство. Сега само Трампа го нарекуваат Кир, односно не еврејски месија, што не значи дека Путин е исклучен, не значи дека Путин е исклучен. Тие се во иста екипа. Знаете зашто? Знаете ли кој е главен рабин на Руската Федерација? Председател, значи, на рабинатот на Руската Федерација, или така наречен главен рабин, е рабинот Берл Лазар, кој што воопшто не е ниту роден во Русија, ниту имал руско државјанство, туку е испратен од Запад. И по директна интервенција на председателот Путин му е дадено руско државјанство, веднаш, по кратка постапка, за да биде главен рабин во Руската Федерација. Не само тоа, да не должам повеќе, само да споменам дека Путиновата власт во Русија, ова е малку и одговор на прашањето на професорот од таа сабота, каква е врската помеѓу сите нив и Русија и Соединетите Американски држави, нивните длабоки држави и така натаму. Бидејќи и тогаш зборував како и Русија воведува дигитализација, криптовалути, дигитална рублја, и председателот Путин се залагаше за вакцинацијата пред 3-4 години, како и Трамп исто така. И тоа мнозина од патриотиве кои што беа влюбени и во Трамп на Запад и на Исток, а мнозина денес и се уште и во Путина, тоа не го забележува. Ние го забележавме. Тие тоа не го забележува. И двајцата се поврзани со тајното друштво, еврејската следба, наречена Хабад. А зетот на Трамп, Джералд Кушнер и неговата сопруга, која што не е Иванка Трамп, туку таа се откажала од својот христијански идентитет, кога се омажила за Кушнер и се вика Естер. Естер Кушнер, а не Иванка Трамп, како што продолжуваат да лажат медиумите. Сакајќи да го скријат фактот дека оваа се откажала од христијанството. Се откажала од Христа за да стане јудејка. И тоа Хабадовка конкретно. Сега да продолжам. Според зборовите на рабинот Вајсберг, забележите го интересното. Како тој сега го толкува ранувањето на председателот Трамп
во неговото уво. Значи, тој тврди дека ранувањето на Трамп во неговото уво е не само планиран настан, туку е ритуален настан. Тој е ритуал. Како тоа е ритуал? Еве во што се состои ритуалот. Рабинот Вајсберг објаснува дека раната на десното уво на председателот Трамп се случила според и представува символ според една заповед што се наоѓа запишана во втората книга Мојсеева, односно книгата Излез, му текна на... Не сега ќе видиш што е. Излез 21 глава, ајде и ние да отвориме таму. Излез 21 глава, 5 и 6 стих, односно втора книга Мојсеева, 21 глава, 5 и 6 стих. Што тука му заповедал Господ на Израел? Ја би почнал од вториот стих, за да имаме поширок контекст. Значи, Излез, втора книга Мојсеева, 21 глава, од вториот стих, па надолу. Господ рекол, ако купиш роб евреин, се вели, значи од твојот народ, 6 години нека ти служи, а 7-та нека си оди слободен, без откуп. Со други зборови, ако некој ти стане роб, најчесто заради долгови, не може да ти биде роб за секогаш, како во паганските народи, туку Господ тоа го ограничил на 6 години. Само 6 години, а 7-та ќе мора да го ослободиш, сакал некел, 7-та ќе мора да го ослободиш. Тоа била една праведна Господова уредба. Понатаму вели, ако дошол сам нека си оди. Ако има жена, нека оди и жената со него. 4 стих. Ако пак неговиот господар му дал жена и таа му родила синови или керки, жената и децата нека останат на господарот негов, а тој нека си оди сам. Сега нас не интересира 5 и 6 стих. Но ако робот... сега, тоа сме. Ако робот одговарајки рече, и сега сите овие зборови ги цитира Рабинов Вајсберг, за да објасни што му се случило на Трамп и зошто тоа му се случило. Значи, според него планирано и наместено. Ако робот одговарајки рече, го сакам господарот мој, жената моја и децата мои, не сакам да одам и да бидам слободен. Ако робот своеволно сакам да ти служам доживотно. Убаво ми е, да. Тогаш таквиот господар нека го доведе пред судот Божји и нека го постави пред вратата или на прагот и таму неговиот господар да му го продупчи увото со шило, та да му остане вечен роб. Знак. И сега се поставува прашање, ако сакаме да имаме дупнати уши и да се движиме надвор со дупнати уши, од каде тоа потекнува? Дали тоа значи дека сакаме да бидеме нечии робови? Прашање за размислување. Инаку ја не ги осудувам луѓето што носат обетки или ниту инсинуирам дека тие сакаат да бидат робови и робинки нечии. Само се велам од каде потекнуваат некои нешто што е
мода, пракса, обичај и така натаму. Но тоа е сега друга тема. Рабинот Вајсман вели, Трамп е поставен да биде Божји слуга и помазаник, баш како и царот Кир Велики пред 2400 години. И дека, сега пазите што тврди сега, и дека тоа што му било пробушено увото на Трамп, тој тоа го толкува како ритуал со кој што Трамп се обврзал да биде слуга на новиот светски поредок, да биде слуга на Антихристот, идниот Месија, како што го нарекуваат, и како слуга, значи, самообврзан слуга, тој да придонесе да се обнови храмот, да се изгради третиот храм во Ерусалим. Значи, во првиот мандат го призна Ерусалим за престолнење на Израел и ја премести американската амбасада од Тел Авив во Ерусалим, а во вториот мандат се планира да помогне, да објави, да даде дозвола или не знам како, да лобира, да прогласи, да повика, да се изгради, едноставно да помогне да се изгради третиот храм во Ерусалим. Понатаму да завршам, наведува датум овој еврејски рабин, и овие се занимаваат со датуми, како и некои наши проповедници. Или она што го нареков јаловата ерес. На српски чорава посла. Значи, датумите што ги прорекуваа за 20 и 21 година пропадна, се разбере, тоа го знаевме однапред. Овој сега тврди апсолутниот датум на откупувањето што треба да го донесе идниот Месија, бидејќи во Христовото откупување, во откупот на човештвото од страна на вистинскиот Месија, тие се уште не веруваат. Апсолутниот датум на откупот е крајот на еврејската 5787 година, што значи 2 октомври 2027 година. Еве и еврејскиот рабин зборува за 27 година, како година во која што нивниот лажен Месија ќе дојде и ќе се зацари во Израел. 27-та година, ако Трамп биде реизбран за председател, ќе биде во неговиот втор мандат. Според изворите што ги цитираше братот Андреј Орошану, Трамп се обврзал да направи што во својот втор мандат? Да го објави, да го донесе неделниот закон. Се разбира, тоа треба да го направи Конгресот, не председателот, но на предлог на владата, што значи по иницијатива на председателот и неговите советници, министри и така натаму. Интересно е, на крајот Рабинов завршува со гематрија, со еврејската, библиската нумерологија, според која името Доналд Трамп, напишано со еврејски букви, има бројна вредност 424, а наводно таква бројна вредност има и, не сум проверил, не знам, и еврејската именка за Месија, Машијах, 424. Не знам. Не знам дали е тоа, не сум проверувал. Не би е битно. Но што е битно? Живееме сега веќе во средината на ова деценија, која што пред 4 години ја нареков апокалиптична деценија. Со ковидот влеговме во апокалиптичната деценија. Другарот Клаус Шваб
уште тогаш ја најави така наречената агенда 2030, значи на крајот на деценијава до 2030 година треба што? Да биде укината сета приватна собственост. Нема да поседувате ништо, а ќе бидете срекни. Како што беа срекни кубанците, бугарите, пољаците и така натаму, кинезите, севернокорејците, како што се денес срекни, во времето кога нема, а некои сега и се уште немаат никаква приватна собственост. Сега крајот на оваа деценија изгледа многу далечен. Прашање е дали светот ќе ја доживее 2030 година. Според настаните, не според некоја математика, според настаните, прашање е дали светот ќе ја доживее 2027 година. Дали ќе ја доживееме 2025 година? Не знаеме. Не знаеме. Луѓето планираат. На гјаволите им се брза, очигледно. Веќе гледаме како Господ ги расипува нивните планови. Да, ги расипува. Ги расипува. Амин. Се разбира. И не само тоа, не сме подготвени. Сме подготвени? Уште еднаш ќе прашам, сме подготвени ако сега снема пари, готовина? Сме подготвени? Ако не смееме да продаваме или купуваме, сме подготвени? Еве, Содомската грчка влада најави воведување на така наречените вакцинални пасоши. Ништо чудно, до сега тамошната Содомска влада, да не го употребам мојот омилен израз за нив, до сега ги исполни сите барања на гјаволите и на Антихристот. Слава на Бога што живееме во заостаната земја, каде што многу што од овие работи изгледаат неостварливи, барем во глумово и во чаер. За другиве краишта не знам, не ми изгледа дека сте многу понапредни од таму. Амин. Слава на Бога што не сме во Европската Унија. Слава на Бога за еден куп работи. И најверојатно Господ ќе ги помати и ќе ги расипе овие планови. Но, дали сме спремни? Господ може да ги дозволи. Господ може да ги дозволи и Господ може и со тоа да сака и тој што поскоро да се стави крај на историјата на овој грешен свет. Но ние тоа не го знаеме. Ние треба да се молиме да биде одложен крајот и овие настани, да се бориме против тоа, да се бориме против неделен закон, да се бориме против било каков друг глобален проект. Ако никако поинаку не можеме, само со молитва. Само со молитва и праведен живот од наша страна, бидејќи голема сила има чија молитва. Не молитвата на милиони верници од ова или она црква. Молитвата на само еден, ама сако е сесрдна молитва на само еден праведник. Молитвата на праведниците Господ ја слуша и ја исполнува. Но дали сме спремни, што значи дали се подготвуваме, дали сме подготвени, дали сме подготвени за 25 година? Тогаш да биде крајот. Затоа ги нареков лани временски станици. Дали сме подготвени? Не знам, велам дека тогаш ќе биде крајот, но дали сме подготвени ако е тогаш биде?
Дали сме подготвени да живееме сега без пари? Без продавање и купување. Ама сега, дали сме подготвени сега? Не сме. Дали сме подготвени? Размислувајте за еден куп аспекти во животот, што не обкружува. Дали сме подготвени? Што ќе правиме? Што ќе правиме? Што ќе правиме со нашите блиски, со нашите најмили, со соседи, пријатели, роднини? Што ќе правиме? Се разбира, но сите ја немаат таа вера. Мнозина се спремни да попуштат. Безбожиците попуштија пред 3 години заради идење на одмор во Грција. Заради ефтино се продадоа, ефтино ја продадоа кожичката за глупости. Меѓутоа, искушението ќе тропне на врата, ќе изгубиш работа, ќе немаш плата, имаш фамилија, имаш деца, имаш трошоци, искушението ќе тропне на врата. Каква ќе биде нашата вера? Каква ќе биде нашата одлука тогаш? Од тоа ќе зависи каква ни е сега верата. Колку сега се вежбаме да се подпираме, да се надеваме на Божиото Слово, наспроти околностите, наспроти она што се гледа и што се слуша околу нас. Тоа е најважно и нему нека му е фала и слава вечно. Амин.